имајќи предвид дека 3 прашања постави, ќе почнеме од последното и тоа со оглед дека секоја жалбена постапка, кога има жалба и од двете страни, веќе се обременува предметот. Од страна на обвинителството во овој случај, барем според мене, јас што би не би поднел никаква жалба во однос на казната и мислам дека е во рамките на она што е предвидено со законот. И токму и тоа да се спречи одолжување на постапката за да може апелација да одлучи во законски предвидениот рок. Мислам дека ви одговорив на трите прашања. А што веќе ако тие поднесат, сепак жалбена постапка ќе има? Ако тие поднесат, ќе има жалбена постапка, но кога едниот се жали, па другата странка има одговор на жалба, тоа веќе се зголемуваат роковите по кои што се постапува. Останува во тој контекст јас нема, значи обвинителството според мене, значи не знам како ќе застане на став во глобално обвинителството, меѓутоа јас како оној што го постапува по предметот и што учествуваше во постапката, сметам дека овие казни во оваква ситуација се доволни. Колку време ќе заштедите со ова неподнесување на жалби? И значи обвинителство оптимално е тоа. Обвинителство нема да има никаква процесен акт за да може да времето да го крати. Казате за пониски за тројца од обвинетите, за Мјалков, за Едреден Ибраими и за Анета и за Бенјука. Дали знаете на што се дължи тој, дали имаше некаква измена во обвинението, дали се сега поблаги делата за постигнати? Не, конкретно за казните судот во пресудата ќе си каже на што се должи, не знам конкретно на што се должи, иако веројатно ако некој од вас и беа присутни во завршниот збор, јас како јавен обвинител направив одредена правна преквалификација, иако действијата на обвинетите веќе беа содржани и во претходното обвинение. Меѓутоа, со оглед дека направив правна преквалификација која што предвидува минимум казна затвор од 3 години, па до 15 во тој период што е највисока што може да се изрече, а претходно беше минимум 5 па до 15, може би ова нешто кое што влијаело на изрекување на ваква казна. Не знам што би можело друго, освен кога би ја добил пресудата, па би го коментирал што точно. Иако јас ги кажав и олеснувачките и утежнувачките околности кои што се предвидени во законот и кои што морам да ги кажам кога стојат на определена страна. Значи за господинот Мјалков не е под минимум, затоа што од 1 до 5, за другите се под минимум. Меѓутоа и тие не се осудувани. Значи тоа е таква и казнената политика вообичаено во овој дел. На претходната присуда поднесовте жалба, ако се сеќаваме на никога? Не мислам. Мислам дека заврши така. Од страна на обвинителството имаше жалба од нивна страна. Висшето обвинителство застана на страна на дека не се основани жалбите, меѓутоа апелациониот суд имаше своја аргументација.